بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ние, بإذن الله تعالى, вечерва ќе почнеме ново поглавие во книгата на намазот, а тоа поглавие гласит Бабун сифату сале. Поглавие начинот, формата на намазот. Значи, начин, форма на намазот. Како требит муслиманот на кој начин да се кланјат. Зошто не может муслиманот да се кланјат како нему ке му кефнит, или има желба, или така сака, туку требит онака како што има нас научено нашиот пекамбер Мухаммед саллаллаху алейхи васелам. И затоа алимите, и од нив е овај автор на оваа книга Ибн Абдул-Хади Ал-Хамбали рахимуллах, значи екстра пишуваат поглавија, го нарекуваат поглавието формата, начинот на намазот. Зошто? За да знаат муслиманите да научат чекор по чекор онака како што се има клањато пекамберот Мухаммед саллаллаху алейхи васелам. Првиот хадис кој го спомнуваат авторот, а тој е гледан од почеток 215 хадис, а првиот во ова поглавија, гласи следното. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال ارجي فصلي فإنك لم تصلي فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجي فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. Пренесуваат Ебу Хурейра радијаллаху ан од пекамберот салаллаху алейхи васелам дека пекамберот Мухаммед салаллаху алейхи васелам влезе во неговата џамија во Медина, а после неговото влагање влезе еден други човек. Значи тука човек не се спомнуваат кој е. Зошто и да го знаеме ние сега името на тој сахаби, не играт улога за тоа што го учиме ние, за тие придобивки што ги земаме ние од овај хадис. Дојде, значи, после влагањето од пекамберот салаллаху алейхи васелам, влезе внатра еден други човек и тој се клања. Значи, кога влезе, тој се клања. А после неговото клањање, дојде кај пекамберот салаллаху алейхи васелам и му даде селам. Му даде селам на пекамберот салаллаху алейхи васелам. Пекамберот салаллаху алейхи васелам му го врати селамот. Значи, тој клања, заврши и дојде кај пекамберот салаллаху алейхи васелам и го поселами. Пекамберот салаллаху алейхи васелам му го врати селамот и му рече ирџи, врати се назад. Фасалли, и клањај се повторно. Фа иннеке лем тусалли, се ти не се имаш клањано. Значи, човеков го виде пекамберот салаллаху алейхи како клањат и се до крај и дојде му даде селам, потоа му го врати пекамберот салаллаху алейхи селамот и му рече ирџи, врати се назад. Фасалли, и клањај се. Фа иннеке лем тусалли, ти не се имаш клањато. Што значи да ако ти клањаш не според прописите верски, тој намаз како оња исто што не се клањал. Алейке селам рахматуллах. Значи е исто оној што се клањат брзо во намазот. Не ги чуват столбовите на намазот. Не ги чуват ваџибатите на намазот. Исто тој е, алейке селам рахматуллах. Исто тој е, значи, како оној што не се немат клањато. Зашто пекамберот салаллаху алейхи
mu reče, vrati se nazad i klanjaj se, ti ne se imaš klanjano. Потоа, повторно тој за втори пат се клањаше. Кога се доклана за втори пат, се врати, дојде кај пекамберот салаллаху алейхи васелам и му даде селам на пекамберот салаллаху алейхи васелам и потоа пекамберот салаллаху алейхи му го врати селамот и пак му рече, врати се назад, ти не си се клањал. Ова се случи 3 пати. Значи, по трети, и пак кога појде се клања, тој по трети пат, и пак дојде кај пекамберот салаллаху алейхи васелам, и пак пекамберот салаллаху алейхи васелам му го рече истото, врати се назад, ти не се имаш клањато. Не се имаш клањато. Алейкум селам рахматуллах. Тогаш, тој сахаби, што по трети пат пекамберот салаллаху алейхи васелам го подучува него како да се врати назад, да се клања, зашто не се немат клањато во суштина, иако тој се клањал, значи правел руку, правел суџуд и така натаму, но во суштина тој не се клањал прописно. Овде му вели сахабиот на пекамберот салаллаху алейхи васелам, وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ. Јас се колнам во оној кој те испратил тебе со вистина пекамбер, јас не знам подобро се клања од ова. Значи, ја ваке знам да се клањам. Подобро од ова не знам. Тогаш му рече пекамберот салаллаху алейхи васелам, и тој му рече саби, фааллимни, научи ме. Фааллимни, научи ме. Кал, салаллаху алейхи васелам, тогаш му рече пекамберот салаллаху алейхи васелам, إذا قمت إلى الصلاة فأصبغ الوضوء. Прва работа кога ќе станеш да се клањаш, земи прописно абдест. ثم استقبل القبلة. А потоа упати се, сврти се кон قبلة. Значи прва работа да земиш абдест. Втора работа да се свртиш кон قبلة. فكبر. И тогаш ќе правиш текбир. Аллаху акбар. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. А потоа читај нешто што ти се овозможуваат од Куранот. Во други ривајат, во друга верзија, а потоа читај, значи после текбирот, читај Фатихатул китаб. Значи суратул Фатиха. Значи овај ривајат, ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن, читај тебе што ти се овозможува, што ти е полесно од Куранот, се објаснува со вториот ривајат, што значи, првош, значи ова не значи ти кој е било сура да го прочиташ, или кој бил ајет да го прочиташ. Значи, суратул Фатиха е рукн, е столб од столбовите во намазот. Што ако не го читаш со намера, намазот е твој поништен. Не се прифаќат. Потоа, значи, кога ќе читаш нешто од Куран, кога ќе учиш нешто од Куранот, потоа, ثم اركع حتى تطمئن راكعا. Потоа ќе одиш на рукуъ, се додека да се смириш. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. Значи, оди на руку и ќе стоиш на руку се додека да се смириш. Ат-туманина, значи смирувањето во руку е од столбовите на намазот. Значи, оно што се кланјат брго, тој не исполнуваат столб од столбовите на намазот. И што значи дека намазот негов не е валиден. И пекамберот салаллаху алейхи ва салам, ако гледаш ти овде, не го учи таја страна, значи што давели во руку. Што давели после кревањето од руку. Туку зошто?
Зошто знајт пекамберот салаллаху алейхи дека тој тие работи ги знајт. Но грешката е во барзањето. Грешката е во барзањето. Зашто пекамберот салаллаху алейхи му вели три пати. Врати се назад, ти не се имаш клањато. Значи овде пекамберот салаллаху алейхи не му го правеше кеф од нему. Абе ти си добар, абе ти си ваков. Не, врати се назад. Врати се назад, ти не си се клањал. Значи во верава немат муџемела. Муџемела на арапски значи да му го правиш чеф од некому, да му го правиш доброто, убото на лица. Иако тој е полн со грешки. Тоа не се случува во верата. И на тој наш пример е пекамберот салаллаху алейхи ва селем. Значи он не праше компромиси пекамберот салаллаху алейхи ва селем. Му вели врати се назад, ти не си се клањал. Значи, нарече пекамберот салаллаху алейхи ва селем, абе ки му обтежнет можда пред маса. Не, ирджи, врати се назад. Салли, фа иннеке лем тусалли. Клањај се. Повтори го намазот твој, зашто ти не се имаш клањато. Значи, што значи дека не е само ти да правиш руку и сеџде и се клањавја. А колку брго, дали си се смирил во тие во руку, во суџуд, па станување од руку, па седење меѓу две сеџдина, дали си се смирувал ти, тоа не е важно. Не, Аллах нема потреба за твојот и за твојот намаз. Ти имаш потреба за Аллах субхана ва таала. И затоа ти требаш онака да го клањаш, како што сакат Аллах субхана ва таала. Не како што сакаш ти или јас, туку како што сакат Аллах субхана ва таала. И затоа, како што вели шейхул ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах во трите темели, дека Аллах субхана ва таала нас не испрати што посланици, пекамбери. Зошто? За ние не можеме да најдеме или да сватиме како сакат Аллах субхана ва таала ние да го обожаваме него, освен со она што ни го пренесуваат нас Аллаховите посланици. И затоа пекамберот салаллаху алейхи ва селем не учи нас како ние тој намаз што е втори исламски столб во верата, ти како него да го клањаш. Значи, не како ти што сакаш. Овде пекамберот салаллаху алейхи ва селем го враќат 3 пати. 3 пати. Значи, оди на руку и ќе седиш на руку се додека се смириш. Да се опуштиш. Не угаре само што се пошол да се враќаш назад. Издишен си. Никако. ثم ارفع حتى تعتدل قائما. А потоа, му вели пекамберот салаллаху алейхи ва селем, тогаш крени се назад, значи испрај се додека да бидиш испраен онака како што требите. Да бидиш, значи, смирен во твоето исправување. Не, ти само што се исправил, удулон можеш. Не, да се смириш. Да се смириш. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. А потоа оди на сеџда и седи на сеџда се додека да се смириш. Се додека да се смириш. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. А потоа крени се од сеџда, седни, се додека да се смириш. Што значи дека некогаш може да имаш повеќе потреба подолго да се смириш. Не значи да бидеш во секој намаз исто. А тука кај нас секако навиени. Дури некогаш, значи ти не смееш да дозволиш на себе си да здивниш, секи ти суратул Фатиха тој ја прочитала. Значи ти имаш потреба за значи да земиш вазduh, не можеш, зашто тој таа секунда или тие 2-3 секунди тој ги заминала. И ти пола Фатиха не немаш прочитано. Значи ти како млад човек имаш проблем. Како е тогаш човек во годиња? Значи ова треба да биде човекот да го земи како одговорност. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. Потоа оди на сеџда, значи второто сеџде,
i sedi se dodeka da se smiriš. Thumme irfa hatta tatma'inna jalisan. A potom okreni se i zastani se dodeka da se smiriš. Thumme if'al dhalika fi salatike kulliha muttafaqun alej. A potom pravi go isto to vo celio tvoj namaz. Hadis od je vo Buhari Muslim. Što znači, veli šejh Zaid rahimahullah u objašnjovanju to na ovaj hadis, deka ako ti mu go naučiš na jedan čovek jedan rekat, drugi od del od namazite se isto, znači drugite rekati. Znači, rabotata je, едни од рекајт тој да го свати како треба да го кланјат, од почеток до крај. Во вториот рекајт истите работи се повторуваат. Руку, 2 сеџдина, во третиот рекајт исто, руку, 2 сеџдина. Значи, разбирате, затоа пекамберот салаллаху алейхи ва салам му го научи еден рекајт да го кланјат, да знаат како да го кланјат и после така да продолжи со истите прописи да ги чуват и во другите рекајати. И овај хадис, како што го нарекуваат алимите, е познат, онај кој го клањаше лошо намазот. Хадисот, онај кој го клањаше лошо намазот. Зошто? Значи, зашто пекамберот салаллаху алейхи ва салам поради тоа го врати 3 пати да го повтори намазот и по третиот пат кога веќе не знаеше тој подобро од тоа, тогаш го научи пекамберот салаллаху алейхи ва салам како на кој начин да се клањат, За абдестот, вели шейх Заид рахимахуллах, абдестот е услов за намазот. Значи, услов е, тој не е внатра во намазот, туку е пред намазот. Значи, услов за да се влези во намаз е абдестот. Факеббир, значи прави текбир, тука е текбиратул ихрам, оној текбир што влагаш во намаз. Исто тој е столб од намазот, од аркан, рукн, мин аркани сала. Зашто не може човекот без текбиратул ихрам да почне да се кланјат. Ако немат направено почетниот текбир и се врзал, тој како да не почнал намаз. Значи, тој не е во намаз влезен. Значи, почетниот текбир е рукн. Значи, е столпа од столповите на намазот. И во врска за руку, вели шейх Заид рахимахуллах, дека тоа е од столбовите на намазот, руку и исто смирувањето во него. Значи, се смириш, да се смириш. Исто така и исправувањето, исто така и за сеџдето, и смирувањето во сеџдето, сето тоа е од столбовите на намазот. И седењето исто меѓу две сеџдина. Друга работа која учиме од овој хадис, вели шейх Заид рахимахуллах, а тоа е задолжноста за ден муслиман и муслиманка да ја учат својата вера и да имаат разбирање во нејзе. Значи, задолжност да ја учат својата вера, а потоа и да ја разбираат и да ја практикуваат. Дали е тоа акида, верување, или тоа се ибадети како намазот, како постот, како хаџот, како зекатот, и работето за халал, за харам, сите овие работи, значи, треба муслиманот да ги учи. И учењето се случуваат од алимите. Вели шейх Заид, ен јетааллама залика минал улама, да ги научи сите овие работи, верски прописи од алимите. Не вели, значи, од книгите или од интернет, минал улама, од алимите. Значи, ти не можеш да станеш доктор или механичар на интернет со гледање. Треба да учиш, значи, од човек
што пред тебе научил, што може да ти го пренеси тој занаат, тоа учење, тоа школо. Зошто тогаш да биде поинаку во верата? Зошто би во верата некоја гледат 5 видеа во YouTube и вели јас сум после знаен човек и да дават фетви, да кажуваат мислења. Значи како може тоа да биде? Значи во другиве насоки, во другиве смерови не дозволуваат. Зошто тогаш во верата? А во верата е уште поопасно. Поопасно е. Зошто ти ако во занаатот ако му расипиш некому ќе му расипиш колата, моторот, гумата, колцето што ти знае. Овде му расипаш неговата акида. Со тој што треби со таја акида да влезете или дженет или џехеннем. Ако имат вистински аутентична селефи акида, ќе бидете во дженнет инша Аллах. А ако имат акида на куфр, на зендека, тогаш неговиот крај е џехеннем. Значи затоа треба врвно пазење за овие работи да се учат, значи, од алимите. Зошто? Вели шејх Зейд рахимахуллах, за да бидат твоите ибадети коректни, аутентични, за да бидат од Аллах Таала прифатени. Зашто човек колку ја се трудит сам, не може, значи, со само учење да достигне, да ги свати сите работи онака како што треба потполно. Не може. И затоа, значи, Ибн Хазм, рахимахуллах, што бил, значи, еден од алимите на исламот и, значи, што бил врвно остроумен човек, но тој земал знаење повеќе од книгите. Така имал можности. И затоа мислел дека Музделифа иде после Арафат. А во вистина Музделифа е пред Арафат. Значи гледано Мина, Музделифа, Арафат. Ама тој читање сватил дека Музделифа е после Арафата. Да, значи тоа е штетата што му се нанесува на човекот од учење на верата од книгите или од интернет денеска. Од интернет. Значи не седење пред алими, пред шејхови, што имаат знаење, што се компетентни да ја научат верата. Исто, тука е, во овој хадис, исто се учи, вели шејх Зейд рахимахуллах, задолжност на учителот да му ја научи верата на ученикот. Кога му рече на пекамбар, фаалимни, научи ме. Тогаш, значи, не можеш да речеш ти, јас сега немам време. Или не можам. Не, задолжност е да му ја научиш верата, нарочито оние работи кои му требат нему тогаш одма. Значи не можеш овде пекамбарот салаллаху да го остави него уште 2 дена, уште на недела и тој другите намази што треба во тоа тек време да ги кланят исто така на тој начин. Значи овде треба, значи, да се оцени добро работата и да се поступи онака како што имате потреба, И на крај вели шејх Зейд рахимахуллах во придобивките на овој хадис, дека овој хадис е аргумент дека оној човек кој не ги исполнуваат условите, столбовите и задолжностите на намазот, тој намаз не се прима од него. Значи не се прима. Кој не исполнуваат услови, столбови и задолжности во аџибат, ла туқбал минху. Не се прими од него. Зашто пекамбарот салаллаху алейхи ва салам 3 пати го врати и му рече фа иннека лем тусалли. Ти не си имаш клањато. Значи ти имаш пано руку, насеж да се вратил така натаму, но вистина тој не е оној намаз кој шеријатски се барат од тебе. Следниот хадис од ова поглавие, а тој е ан Мухамед ибн Амар ибн Ата, أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Prenesuvat Muhammed ibn Amr ibn Ata дека кажуват јас бев седнат со една група од асхабите на Мухаммед салаллаху алейхи ве селем. Значи исто ова е од прецизноста во пренесување на ривајетите во хадисот. Значи да кажи пренесувачот во која средина го имаат слушнато хадисот, научено хадисот што го пренесуваат. Ова е уште посварсто. Зашто тој мој, значи да не ја спомни таа средина, да каже ја го слушнав тој хадис така и готово. Ама не тој кажува да јас бев во друштво со една група од асхабите на пекамберот салаллаху алейхи ве селем. И што правевме ние? فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. И меѓу нас го спомнавме намазот од пекамберот салаллаху алейхи ве селем. Значи се подсетивме на намазот од пекамберот салаллаху алейхи ве селем. Тогаш еден од сахаба Абу Хумейд ес-Саади рахимахуллах, кој беше присутен во тоа друштво, им рече: јас највеќе од присутните што беа тука го памтам начинот на намазот од пекамберот салаллаху алейхи ве селем, сите од вас. Значи јас највеќе го памтам оној начин како што се кланеше пекамберот салаллаху алейхи ве селем. Потоа рече: Раейтуху ида каббара джа'ала једейхи хазва манкибеи. Јас го видов пекамберот салаллаху алейхи ве селем кога ги креваше раците за да прави текбир, ги креваше во височина на неговите раменици. Овде вели сахаби. Сега кому вели нана ти рече и бабо, и комшијава мој, и оджата мој, стар бабо мој. Овде вели сахаби. Накрај равахул Бухари. Накрај хадисот е во Бухари. Број 828. Значи, велите Абу Хумейд, рахимахуллах и радијаллаху ан, дека јас, значи, највеќе го памтев намазот од пекамберот салаллаху алейхи ве селем. И знакот дека никој не му се протиставува од присутните, дека тоа е точно. Значи, што никој не му прави, значи, реплика, така речено, не му завлегува во неговиот збор, дека се тие согласни со тоа што го велите. Што велит? Јас го видов, значи не велит јас слушнав, ми кажа, рекла, кажала, гачки, приказни, не. Раейтуху, значи го видов кого? Мухаммеда салаллаху алейхи ве селем. Го видов Мухаммед салаллаху алейхи ве селем. Значи не велит Абу Бекира го видов, не велит Омера го видов, не велит Усмана го видов, не велит Алија го видов радијаллаху анхум. Го видов Мухаммед салаллаху алейхи ве селем. Сега ти, здрав, прав, све добар, одлучи се. Сакаш да се клањаш како пекамберот салаллаху алейхи ве селем и да ти биде твојот намаз примен, или сакаш да им го правиш чефот на луѓето и да останеш накрај без намаз, иако можда 40-50 години си се клањал. Треба да одлучиш сега. Треба да одлучиш. Раейтуху ида кеббара джа'ала једейхи хазва манкибеи. Јас го видов со моите очи. Кого? Мухаммед салаллаху алейхи ве селем. Кога ги дигаше раците за текбир, ги креваше во височина на неговите раменици. Во височина на неговите раменици. Потоа, wa idha raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. A koga odеше на руку, и гледај овде колку сахаба ридвануllahi алейхим беа прецизни во пренесување на начинот на намазот од пекамберот салаллаху алейхи ве селем. Значи сахаба сите движења ги следеа од пекамберот салаллаху алейхи ве селем. Мали и големи. Велите овде, го видов пекамберот салаллаху алейхи ве селем, кога одеше на руку, неговите раце
значи ги опфачаше неговите коленици. Значи ги држеше раците широко. Прстите, значи, отворени. И ги фачаше колениците, значи, ваке, на овој начин. Значи, не ваке на руку, стеснати прстите, ваке или ваке, туку ваке ги фачаше. Значи, на овај начин пекамберот салалалаху ги држеше неговите раце, кога беше на рукуа. Значи, не стеснато, не од малку, туку по највише отворено, за да бидат цело колено, значи, цело колено опфатено. Thumma hasara dhahrahu, а потоа го исправаше пекамберот салалалаху алейхи неговиот грб. Значи грбот му беше рамен. Значи не тумба. Можеш ли да разбереш некој ако има проблеми со грбот, значи има медицински докажано, тогаш тој прави рукуа колку што може. Ама ти си здрав и све во ред, тогаш немаш оправдање. Тогаш немаш никакво оправдавање. Значи пекамберот салалалаху алейхи му беше неговиот грб рамен. فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. А потоа кога се исправаше пекамберот салалалаху алейхи од рукуа, се враќаше, така се исправаше добро, се додека секој дел од телото на своето место да бидите. Секој дел од телото да биде на своето место. Значи, коските од човекот да се вратат на местото свое. Од овај дел од хадисот, овај хадис, го земаат оние алими кои имаат мислење дека треби овде сега се стави раците пак на градите. Дошли дека се врати секој на место, коска дел од телото на своето место. Ова е значи аргументот. Тие велат значи пред тоа, пред да појдеш на руку, каде ти беше раката твоја, ти беше на градите. Ти беше и затоа значи се враќа на своето место. Но ова гледано значи од страна значи ако гледаш значи начинот на намазот и формата пред тоа како бил, за ти ќе бидеш исправен пак да биде значи онака како што бил пред тоа. Но гледано коските факарин, значи тогаш човеков ракава своја природно не ја држи горе, таа е спуштена долу. Да. И Шех Албани рахимулла велит дека ако ние го земиме ова за аргумент, тогаш ќе треби истото да го правиме и меѓу две сеџдина, да ги ставаме раците на градите. Зошто? И тука нема дојдено ништо посебно спомнато што треба друго да се прави. Тогаш се врати секоја коска на местото свое, да се стават пак и меѓу две сеџдина на градите. Значи овде иде тоа мислење од алимите дали се клават на градите или не се клаваат на градите. Но ние ако гледаме дека сахабиот ни спомина нас дури начинот како ги држеше пекамберот салалалаху алейхи неговите раце на рукуа, колениците како ги фачаше, тогаш како може да тој важна позиција во намазот после рукуа да не пренеси дека ги ставал на градите. И значи немат кога имам учено во Медина, баш точно во ова поглавие, немат ниеден од сахаба кој е пренесето од него да ги ставал раците на гради после рукуа. Ова е дојдено ставањето на раците во наградите после рукуа, ова е во третиот век, значи хиджри, третиот век после хиджри е дојдено, значи во времето на имам Ахмед рахимахуллах. Значи трети век хиджриски, од тоа време се спомнувањето дека ги имаат ставано раците и после рукуа на нивните гради. Но оваа работа има значи широчина. Ставање раците на гради после рукуа. Ако имат човек го дели тоа мислење со тие алими врвни, значи ти не смееш да го правиш тоа причина за кавга. Или има други од мислење, не ги стават раците, ги чуваат долу
Значи и tu имат мислење, земат од сахаба, земат од алими врвни. Значи кога имат аргумент за двете работи, тогаш работата многу едноставна и лесна. Значи проблемот е наш кога немаш ти никаков аргумент. Тука станува значи спорот и недоразбирањата. А кога имаш ти аргумент, тогаш никаков проблем не е. Потоа велит Абу Хумейд рахимахуллах ва радијаллаху ан, فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. Ако годеше на сеџде пекамберот салаллаху алейхи ва саллам, ги ставаше раците ни многу обширени, прстите значи. На сеџде не сме да бидат значи обширени скроз. Како што беше начинот на опфаќање на колениците, не така. Ни многу стеснати, туку она слободно ставање. Нормално ставање, слободно значи слободно ставање на земја или на тепикот. واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. И со прстите од нозите ги имаше пекамберот салаллаху алейхи ва саллам кон кибла свртено. Значи прстов, значи гледаш Абу Хумейд радијаллаху ан беше врвно пазлив. Значи го следеше дури и прстите ги следеше од пекамберот салаллаху алейхи ва саллам на сеџде кога беше. Како ги чуват прстите? Дали рамно ваќе ги чуват или свртени кон кибла? И затоа вели шејх Зейд рахимахуллах во објаснувањето, треба врвно се труди муслиманот, што повеќе и повеќе неговите прсти да бидат кога тој на сеџде кон кибла. Кон кибла, значи да се трудит. Се нормално, ако има тој пример, неговиот мали прст е многу краток и тој не може да го сврти, значи не стига тогаш, значи со тие прсти што му стигаат, што допираат со земјата, се труди значи да бидат свртени кон кибла. فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. И кога седнуваше пекамберот салаллаху алейхи ва саллам во првиот тешахуд, значи после два рекати, во првиот тешахуд, седнуваше на неговата лева нога. Значи, денес гледаш секој како да му текнета. Тој двете нозе ги има ваке кон кибла и кога седнуваат, значи не, левава нога, значи, се спуштат на земја цела. И се седнуваат на неа. Десната нога, значи, е отстрана од телово мојот и прстите ги чуваат пак повторно кон кибла. Некој обратно, седнува на десната, левата е креват. Значи, кому да му чефнит како? Не. Значи, ова е начинот од намазот на нашиот пекамбер Мухаммед салаллаху алейхи ва саллам. وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. رواه البخاري. А на крај, во последниот тешахуд, значи во четвртиот рекаат од пладнето, четвртиот рекаат од икиндијата, третиот рекаат од акшамот и четвртиот од јацијата, се седнува, значи, она седнување, што е джелсату таваррук. Таваррук, значи, да седниш, тогаш седнуваш ти на земја. А твојата лева нога е ставаш под твојата десна нога. Меѓу коленово и ова напред што е. Значи, да. Значи, меѓу ногава што е коленото и долу ногата. Го ставаш, значи, алейки селам. Значи, го ставаш, джелсату таваррук. Значи, еве, тоа е разликата учење вера од интернет и учење вера со гледање. Джелсату таваррук е на овај начин. Джелсату таваррук вака се седнува.
Ova je tawarruk. Znači, vo vtori od rekaet se dnuvaše pegambera sallallahu alejhi ve sellem na ovaj način. Znači, vake. A vo posljednji od tešahud, na pladne, i kindija, akšam i jacija, vake. No, ova rabota, način od nasednuvanja et-tawarruk, treba da se pazit jedna rabota. Taja je, ako safovite, ako safot je mnogo blizok, tesen safot, ti ako sedniš na toj način, gi tesniš tije što se co tebe. I, znači, gi dekoncentriraš vo namazot. I taka i slični drugi raboti, togaš, ti trebi da oceniš od situacijata, da li ima mesto za da sedniš tako ili ne. Se ne je samo rabotava ti da rečeš jaske go sledam se sunnet od ova situacija, a na drugi den naštetiš. Znači, togaš so možno, znači, da se pazite ova rabota. Sljednji od hadis, a to je preneseno od Ebu Sa'id al-Khudri radijallahu an, qal, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول الله أكبر كبيرا ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي. V ovaj hadis, koji go prenesu od Abu Sa'id al-Khudri radijallahu an, kažu od Abu Sa'id radijallahu an, deka koga stanuvaše pekambero sallallahu sallam vo nočnite namazi, koga stanuvaše pekambero sallallahu sallam vo nočnite namazi, koga vlagaše vo namaz, prva rabota, znači tekbirot, tekbiratul ihram, znači vlesnio tekbir, koji rekao me stolp. Ako nego praviš tekbiratul ihram, a si vlezne vo namaz, si se vrzal, kako da nesi vo namaz. Iako na kraj ti od umot, toj namaz ne je prihvatan. Treba da go ponoviš. A posle tekbiratul ihram, što veleše pekambera sallallahu alejhi ve sellem, kako otvoranje za namazot, ovi sledni dovi. Znači, subhanak Allahumma wa bihamdik, wa tabarak asmuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha gairuk. I isto veleše pekambera sallallahu alejhi ve sellem, Allahu akbar kebiran. Thumma yaqul, a'udhu billahi samijil alim, mine šeitanir rajim. I tako natamo. Znači, ovi se od dovita, koji je dobro da gi naučit muslimanot, da gi izrečit, da gi izgovorit, znači posle tekbirot, pred učenje na suratul Fatiha. Znači, ovi dovi se učat posle tekbirot, a pred učenje to na suratul Fatiha. No, ova je, znači, uboj da se pravite. Znači, preporačljivo se praviti. No ako se slučit, to je direktno počnuva sa suratul Fatiha, ne je ništo sporno. Namaz u njegov je vored. Samo vo slučaju suratul Fatiha, ako ne čitat, toga stanuva, znači, problem. Isto slednji od hadis, kažuvat Ibn Abdul Hadi rahimullah deka an abda أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ذكره مسلم في الصحيحه. عبد prenesuvat deka Omar ibn al-Khattab radijallahu an, ovije dovi, subhanak Allahumma wa bihamdik wa tabarak asmuk wa ta'ala jadduk i tako natamo, ovije dovi gi učeše Omar radijallahu an na glasno. No, i ovaj hadith je prenesen znači od
значи има Муслим го има спомнато во неговиот сахих. Но Шейх Зейд рахимуллах велит дека причината зошто Омар ел Фарук ради Аллаху ан ги спомнуваше овие значи дови, молитви на почеток, за да ги научи присутните. Значи за поука е дозволено. Е дозволено, значи, за да се научат присутните. Ова исто го се случувата да го правиме исто со нашите деца. Значи ти ако кланяш се пладне намаз, пладниот намаз е тивок намаз. Значи не читаш наглас. Но, за да му научиш на твоето дете како се кланят пладне намаз, и што се вели на руку', и што се вели на суджуд, и што се вели после таке натаму, тогаш дозволено е во таа ситуација да кланяш пладне и на глас. Или, пример, суннет. Ти се вратил дома после јација и сакаш да кланяш, тогаш можеш наглас да кланяш, за да учиш твојата фамилија и твоите деца да учиш на кој начин и како да се кланяат намазот. Следниот хадис, а тој од Аиша радијаллаху анха, قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة الحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية. Ovde, во овој хадис, кој го пренесуваат Аиша радијаллаху анха од пекамберот салаллаху алейхи ва салам, дека пекамберот салаллаху алейхи ва салам го отвораше намазот, значи влагаше во намаз со текбир. А потоа учеше Елхамдулиллахи раббил алемин, значи суратул Фатиха. Значи пекамберот салаллаху алейхи ва салам учеше потоа суратул Фатиха. Што значи што учиме овде дека овие довиве, што ги напомнавме сега предходно, пекамберот салаллаху алейхи ва салам ги изговараше нив тивко. Значи, она што го слушна Аиша радијаллаху анха од пекамберот салаллаху алейхи ва салам беше, значи, првото што слушаше наглас во гласните намази, Елхамдулиллахи раббил алемин. Значи што? И бисмиллахи рахманир рахим не го изговараше пекамберот салаллаху алейхи ва салам наглас. Туку тивко. И имат мислење, како што вели Шейх Зейд рахимахуллах, како што спомнуваат, дека мислење има дека еден дел од алимите да се учит и бисмиллахир рахманир рахим наглас. Но повеќиот дел од алимите се со мислење дека бесмеле се учи тивко. И тоа е мислење исто од Шейх Зейд ибн Хади ал-Мадхали рахимахуллах. А потоа, велите Аиша радијаллаху анха, кога пекамберот салаллаху алейхи ва салам одеше на руку', неговата глава не ја држеше ни многу тивко, ни многу крената, туку средно. Значи на руку' има некои луѓе ваке се пули, на напред. Да, значи така, Значи тоа е проблема. Значи глата е рамно. Ни многу удолу, ни многу угара. Туку ја чуваат рамно неговата глава. Така треба, значи, како овде што кажуваат Аиша радијаллаху анха. И што учиме ние од овие сите риваети, зашто во секој еден ривает придобиваме додатоци, детали од намазот од пекамберот салаллаху алейхи ва салам. Значи, зато авторот Ибн Абдул Хади рахимахуллах не спомнува само еден хадис и вели заврши поглавието, туку спомнува во ова поглавие многу хадиси. Зашто секој хадис има додаток свој во деталите од намазот од пекамберот салаллаху алейхи ва салам.
Зашто до сега, во минатите хадиси, во хадисот на Абу Хурейра, во хадисот на Абу Хумейд, ради Аллаху анхума, не се спомна начинот како ја чуваше пекамберот саллаллаху неговата глава. Но во овој хадис од Аиша ради Аллаху анха се спомна како држеше пекамберот саллаллаху неговата глава кога беше на руку. Кога беше на руку. Значи сахаба ридвануллахи алейхим, како што рековме, значи целосно го следеа пекамберот саллаллаху алейхи ve sellem сите негови движења и делувања, дали то беше во намазот или надвор од намазот. Потоа вели да Аиша ради Аллаху анха дека кога пекамберот саллаллаху алейхи ve sellem кога се исправуваше после руку, не одеше на сеџде се додека се исправи правилно, значи назад да се вратите. Значи убава се врати да се исправите. Значи не само моментот да враќање одмоеш на сеџде, не, значи убава се исправите. Што значи овде се забележуваат исправувањето. Значи му паѓаат во очи, значи не само така на брзина да го поминиш. Туку те гледат, значи забележително, сега тој се исправата. Е вратен назад од руку. Значи не само угар удулу. И исто така, кога се враќаше од сеџда, вели Аиша ради Аллаху анха, кога се враќаше од сеџда пекамберот саллаллаху алейхи ve sellem, значи седеше седнат, дура се исправите. Не некој дури напола ваке ојти, да не му се врати назад скроса, пак ојд удолу. Значи, што не гледа човекот? Што не гледаше? Па, затоа ти велат, значи имаме забележано и затоа го спомнува. Сето тоа, значи, зошто? Слабост во учењето. Слабост во учењето. Значи, подобро човекот, како што велите еден од алимите од Селев, подобро човекот 1 саат да се понижит и да учит, од што цел живот да остане незнајко. Од што цел живот да остане незнајко. Но некои луѓе таки се сакаат, таки се одлучуваат за цел живот, значи да се бидат значи на тој пат. И велите Аиша ради Аллаху анха дека во секој 2 рекати, значи учеше пекамберот саллаллаху алейхи ve sellem ет-тахија. И исто што спомнува шејх Зейд рахимахуллах, зашто во врска со пренесувањето од Аиша ради Аллаху анха, значи дека пекамберот саллаллаху алейхи ve sellem го отвораше својот намаз после текбир со елхамдулиллахи раббил алемин. Значи пекамберот саллаллаху алейхи ve sellem кога учеше Коран во намаз, значи со она прекини, значи елхамдулиллахи раббил алемин, прекин, ар-рахманир рахим, прекин, малики јаумиддин, прекин. Значи ова беше начинот како пекамберот саллаллаху алейхи ve sellem учеше значи Коран во намаз. Исто следниот хадис кој го спомнува Ибн Абдул Хади рахимахуллах од Абу Хурейра ради Аллаху анху, а тој е عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبر وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون متفق عليه. Во овој хадис вели пекамберот саллаллаху алейхи ve sellem на вистина е ставен имамот напред за да биде следен. На вистина е ставен имамот напред, значи да го води намазот, за да биде следен. Фа ида кеббера факеббиру. Кога прави тој текбир,
pravite i vije tekbir. Znači, ovdje ne sme ni da docniš nogu, a ni pred nego da go praviš. Сима луѓе дури пред имамота. Овде не сме, значи ти се расипува намазот. Значи Шейх Утхемин рахимахуллах велит оној што го претечуваат имамот, тој намазот негов е анулиран, поништен. А и не смееш исто да многу да доцнеш, што тој имамот, например, да се врати од руку, а ти уште си горе, значи на кијам, значи на седење. На кијаме, значи не смееш. Или пример некој насеџда ојта. И сега правите дова насеџда. Тој две сеџди не направил имамот уште на првото сеџда. Да покаже дека е богобојазлив. Значи тој имат после суннет да нафиле намаз кој го сака да клања, дека сед пола сад насеџда. Сад време, тоа е негова работа. Не тогаш најде тој. Што неговиот намаз така се поништува. Зашто ево овде ова е доказ, вели пегамберот салаллаху алейхи иннама джуила имаму лиутемма бихи. Значи имамот е ставен тука за да биде следен. فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. Ако ga оди на руку, тогаш одите вие. Значи кога оди тој на руку, тогаш одите вие. Значи не со него заедно, а не и пред него. Туку самото тој одење на руку, тогаш тие одиша. И го имаме прашано големиот алим Шейх Салих Ал-Лухайдан хафидахуллах во Ријад, што шейхот има се околу 94 години, да, кој бевме да го посетиме во Ријад, 2014 така беше нешто, 2014-15, го прашавме како е кога си во џамија огромна и ти не го гледаш имамот напред. Само го слушаш гласот негов, како Месџид Небави, како Месџидул Харам. Тогаш рече, се ориентираш на гласот негов. Значи во моментот тој кога завршуваат Аллаху Акбар, тогаш ти. Значи кога завршува тој со Семи Аллаху лимен хамида, тогаш ти се креваш од рукуа. Значи одиш како? Кога завршуваат, значи гласот негов. Значи не во текот на изговарање неговото или во средина, не. Туку чекаш да заврши тој до крај. И потоа и ти одиш онма го следиш него. А не да доцнеш, значи да доцнеш. И кога велит имамот, вели пегамберот салаллаху алейхи, кога велит имамот Семи Аллаху лимен хамида, овде си видат некој, значи, како му текне, значи, Семи Аллах, значи овде Семи'a, Айн. Овде Айн тој немој да изговорит, е правит елиф. Од Айн е правит елиф. Значи му го мешат значењето. Исто лимен хамида, значи има проблеми во изговарањето. Имати Аллаху алем, кој како си му дава значење на оваа работа. Зошто не се има потрудено за да го научит правилно. Да речи Семи Аллаху лимен хамида. Значи, тој мислите како и да го прави, правилно е. Значи, нема потреба да се труди тој многу. Како и да речи во ред е. Не, брат, ова е вера. Ова не е шала игра. Ти требиш правилно да се трудиш максимално. Тогаш кога ќе речи имамо таке, факулу Аллахумма раббана лекел хамд. Или Раббана, во други ривајдори, Раббана ва лекел хамд. Значи, може овие двете се пренесете. И Аллахумма Раббана ва лекел хамд, или Раббана ва лекел хамд. Значи, двете може да се учат. И потоа вели пегамберот салаллаху алейхи, кога имамот ќе се клањат на нодзе, и вие клањајте се на нодзе. Кога имамот ќе се клања седнат, и вие клањајте се седнати.
Da. Znači, imamot, što je zaposlen vo taja džamija, poradi nekoja pričina, ne može da se klanjat na nodza. Trebi da sedne na stol ili na zemlja. Nazad džematljive, što se site zdravi i sve voret, trebat i ti je sednati a klanjat sa nego. Ovdje što pišuvata? Ida salla qa'idan, fa sallu qu'udan ajma'un. Koga tojke klanjat sednat, i vi klanjate sednati, site zajedno. Muttafaqun alej. Muttafaqun alej u Buhari i Muslima. Znači, vi shvaćate ili ne vi shvaćate? Znači, imamo skršil nogata primjer, nemoj da se na nos. 50 duši za nego, se zdravi sve, i ti je sednuat cita. I se klanjat namazot. Taka isto. Ova rabota, ima alimi što veljat, ova je zadolžnost. Jedno mišljenje od alimite, što go spomnuva šejh Zaid rahimahullah v objasnovanje to, zadolžnost je da sedna ti je. To je delo od alimite što ima mišljenja. Drugi alimi veljat, deka ne. Znači, deka ne je zadolžnost. Vo taja situacija ne je zadolžnost veljat, ako imamo go počnit namaz od stanat na nodze i potom sednuat. Ovdje ti je se klanjat stanat. Znači prava razlika ovdje. Razlika znači da počne to je namazot od početok stanat na nodze. Iako posle poradi potreba i ne moštilog sednuat, no to go počnal na nodza, ovdje ti je produžuvat na nodza se klanja, znači. Ova isto. Treto mišljenje, to je mišljenje od autor, od objasnovač, odnosno na ova knjiga šejh Zaid rahimahullah, a to je deka imamo, a poradi nekoga pričina ako ne može se klanjati na nodze, a ti je zadnego sevo možnost sita se klanjati stanati, ti je se klanjati, iako to od početka go počinat sednat, ti je se klanjati zadnego na nodze. Zašto? Zašto ovaj del od hadisot, posljednji od koga imamo od kada se klanja sednati i vi klanjate se site zajedno sednati, je abrogiran so posledno to delo od pekambera sallallahu alejhi ve sellem vrska so namaza, da to je, koga izleze pekambera sallallahu alejhi ve sellem pred njegovata smrt, koga gi klanjaše sahaba ridvanullahi alejhim, beše sednati i gi klanjaše. No Abu Bekr beše do nego, veli šejh Zaid rahimahullah, i beše stanat na nodze i sahaba beja site za nego stanati na nodze. A go sleda je pekambero sallallahu alejhi ve sellem vo namazu. A to je beše sednat. Znači ovo je posljedno. Gledaj, znači, isto alimite pratat što je posljedno, što pravi pekambero sallallahu alejhi ve sellem, što je posljedno. Znači to je za argument se zemata. Koje delo od tije dela, ako ima primjer, ova go pravi pekambero sallallahu alejhi ve sellem, ova. Što beše to posljedno to? Što možno je to posljedno to, ovi je predposlednite i tako natamo, da gi imata abrogirano, anulirano. Znači ova je posljedno to treto mišljenje od šejh Zaid rahimahullah i so toliko zastanuvame večerva, idnata nedela, produžuvame tuka kad imamo zastanato. Hada wa sallallahu ala nebina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.